Во рамките на денешната 9-та меѓународна конференција на Факултетот за туризам и бизнис логистика за предизвиците во туризмот во 21 век разговараме со Александар Христов од Гризли Игло. Господине Христов, кои се тие предизвици кои што мораме да ги надминеме за да можеме да кажеме дека туризмот е некаде рамо до рамо или на иста линија со развојот на туризмот во регионот и пошироко? Браво. Според мене предизвиците се најмногу да се надминат сите тие институционални препреки кои што ги имаме, кои што стојат на пат за развиток и да се избориме за подобро рекламирање, за дигитална застапеност на сите наши искуства и на знаменитости што ги имаме на поширок пазар за да може да допрат луѓето да ги видат. Затоа што Македонија е мала земја, ама сега со сите тие дигитални платформи ние може да се изрекламираме и да не види да сме отворени према цел свет. Мислам дека најголем предизвик е да се поставиме на тие платформи и дека тоа ќе ни даде најголема добивка. Дали доволно не има за сега или не? Не, во моментов не нема, доволно секако дека не нема, а и немаме и некоја стратегија како да не има. Значи, во споредба со околните земји кои што имаат и стратегија, имаат инвестиции во тој потек, ние го немаме тоа како нација, како земја да го направиме. Какви би биле рамките на таа стратегија? На што би се фокусирало тоа? Па не знам, да биде стратешки да има инфлуенс, да има стратешки портали, да има некаден заеднички портал каде што ќе биде све изрекламирано. Значи, тоа е малку една подолга дискусија, но ете барем почеток и прашањево. Да, рековте административни пречки. Кои административни пречки? Кои административни рампи треба да се отворат? Па да им се олесни на туристите самиот пристап у државата, пријавањето за престој, пријавањето у полиција, да биде преку апликација, да не биде да мора да отиде лично во полициска станица да се запише. Некој од таков тип зборам кој што ги имаме наследено од претходните години правила и процедури, малку да се модернизираат или да се ископира пракса од некои земји кои што се повеќе развиени во тој предел. Кој треба прв чекорот да го направи? Па сега кој прв чекорот би требало? Дали ресорното министерство да речеме или кој? Па ја мислам дека ние кои што се бавиме со тоа реално треба да направиме првиот чекор со некое барање до институциите да се прикаже тој проблем, па за они да би можеле да реагираат. Мислам дека кај приватниците е првиот чекор. И на крајот што е пораката од оваа 9-та меѓународна конференција? Поздрав до конференцијата да се продолжи вака, каде што ќе не собираат луѓето кои што се бават со да кажеме со оваа дејност, кај што може да не соберат, да размениме мислења, да ги одредиме кои се проблемите, на кои што можеби до следната конференција ќе бидат и решени, само да се продолжи напред. Благодарам многу. Разговараме и со господинот Трајче Здравков, кој што е директор на Источнопланскиот регион. Господине Здравков, слушнавме предметку за и околу предизвиците кои што треба да се надминат. Како Источнопланскиот регион во соработка со општините прави обиди да се отворат овие рамки? Така, на оваа научна конференција споделивме доста искуства кои што се корисни за секоја институција. Заклучивме дека сите институции, образовните, нашата институција како центар и приватниот сектор се поврзани на некој начин за развој на туризмот и во регионот и во државата. А ние како институција која што се грижи за регионалниот развој во регионот и поврзува 11 општини, споделивме дека една од главните точки со кои што се занимаваме и каде што планираме да реализираме проекти е туризмот. Бидејќи туризмот е гранка која што индиректно или директно поврзува повеќе подгранки и е еден двигател на економијата во регионот и во државата. Така да се надевам дека од оваа конференција сите добивме некои идеи, некои заклучоци како заедно да функционираме, да придонесеме до поразвиен регион, до подобра туристичка понуда, која што понатаму и на домашните и иностранските туристи ќе им овозможи да го посетат регионот и празниците, годишните одмори да ги минуваат на истокот од државата. Кога сметате дека новите идеи ќе се применат? Дали сте спремни за акција? Така, ние како институција имаме човечки капацитет и кадар кој што е спремен идеите да ги преточи во конкретни проекти. Општините исто така располагаат со добри тимови, така да наше секоја идеја да ја преточиме во, така да кажем, апликација и да побараме донатори и фондови
за една идеја која што произлегува и од општините, но и другите институции, да обезбедиме средства да реализираме, со што краен бенефит би имале општините од Истокот, но и со тоа сите граѓани од регионот. Добро, и сега да ја слушнеме, односно да ни каже и самиот организатор на оваа 9-та меѓународна конференција, тоа е деканот. Извини, Наташа Митева. Да, господи Митева, само да ве запрашам, слушнавме за и околу предизвиците, слушнавме и за подготвеноста на Источниот плански регион, меѓутоа за сето тоа треба и наобразба. Во која насока би се движил факултетот за студентите да добијат доволно наобразба за да се справат со овие предизвици? Искрено да ви кажам, ова е 9-та подред меѓународна научна конференција за предизвиците во туризмот и бизнис логистиката, која што организира нашиот факултет за туризам и бизнис логистика. Јас сум пресрекна дека оваа година имавме панел сесија, панел дискусија на тема од дестинација до искуство. И ги вклучивме токму оние кои што се директно инволвирани во туризмот, всушност кои што практичарите, тие кои што работат со туристите, туристичките дестинации, со платформите и слично. Она што произлезе од дискусијата е тоа дека ние сме на прав пат, ги имаме соодветните предмети во нашите студиски програми. Она што недостасува е малку храброст од студентите и мотивација да го превземат чекорот и да сгрешат. Да грешат се додека не се погоди некоја работа, барем тоа беше препораката од панелистите, и потоа ни недостасува само репетиција. Не секогаш иновацијата е она која што се исплаќа на крај. Има и имитација која што успешно може да се пласира токму на нашето поднебие, само треба да бидеме будни да гледаме. Значи, сум среќна, бидејќи се потврдија дека сме на прав пат со студиските програми, останува на нас како образован кадар да истражуваме повеќе, да реагираме онаме кога што е најпотребно, стратегиите за туризам, стратегиите за развој заедно со сите вклучени странки и на крај да ги нормално да ги мотивираме студентите да продолжат и да преземат иницијативи. Благодарам многу. Ете, почитувани гледачи, ги слушнате првишните размислувања за и околу она во која насока треба да се движи туризмот и како на кој начин треба да се справува со предизвиците за тој да ги добие оние насоки, оние правци од кои што го бараат сите и на крајот нормално да биде и комерцијален. Но пред нашето одјавување ќе слушнеме уште едно размислување, само за момент ќе биде тука пред камерата. Разговараме со Ѓорѓе Камов од Кајак МК. Добро, да вашите искуства што велат, како да се надминат овие предизвици? Бидејќи не бев надоврзан со разговор. Да, зборуваме за предизвиците во туризмот кои што треба да се надминат. Еден од панелистите посочи дека треба повеќе рекламирање, деканот посочи дека со наобразбата ќе се добијат повеќе капацитет од студентите да ги надминат тие предизвици, односно да се фатат во костец со нив. Источнопланскиот регион реферираше дека со проект дека од тоа може да излезат и проекти кои што може да се практицираат на дело. Според вас, според вашето искуство, кој од овие по-ефективно работи или сето тоа е систем на врзани садови? Можем да се надоврзам јас плюс да дополнам со нешто. Ни треба плюс уште повеќе уникатни искуства кои што локалците, локалното население може да ги креира, да ги нуди како производи на пазарот, бидејќи Македонија е богата со места, луѓе кои што имаат уникатни хоби, имаат уникатни професии, занаечи и слично. Ако ги инволвираме ни повеќе во сето ова кое што го градиме како еден пакет туризам, ќе добиеме уште побогата палета на понуди за странските и за домашните туристи. Много.